Традиционален процес во Вашингтон. Номинираните кандидати на новоизбраниот председател Доналд Трамп за клучните позиции во кабинетот се среќаваат со американските сенатори, кои ќе одлучат дали треба да бидат потврдени нивните функции. Вашето 8-годишно искуство како државен обвинител на Флорида, јас сум сигурен дека ја потврдува вашата подготвеност за оваа позиција. Изборот на Трамп, Стейт департментот да го води републиканскиот сенатор Марко Рубио, се очекува да биде потврден. Председателот ја одредува надворешната политика, нашата работа е да ја спроведеме. Но Пит Хексет, изборот на Трамп да го води Пентагон, никогаш не имал лидерска позиција во војската. Тој беше водител на конзервативната мрежа Fox News Network. На прво место ги ставаме воените борци. Тоа е она што Доналд Трамп го побара од мене. Ваша работа е да го вратите воениот дух во Пентагон. Хексет е еден од неколкуте номинирани со историја на контроверзни политички забелешки, што некои републикански сенатори би можеле да имаат тешко време да ги потврдат. Новоизбраниот председател Трамп не треба само да предпоставува дека тие ќе бидат прифатени, зашто може да имате некои републиканци на кои ако не им се даде доволно внимание или почит, би можеле да му го направат животот на вистина тежок. Идниот очекуван лидер на мнозинството во Сенатот, републиканецот Џон Тун, вели дека брзо ќе одржи гласање за кандидатите предложени од Трамп. Ќе направиме се што можеме за брзо да ги обработиме неговите назначувања, да ги поставиме на нивните позиции, за да може да почнат да ја спроведуваат неговата агенда. Но Трамп предложи функционери во моменти кога Сенатот е на одмор, понекогаш контроверзен маневр за заобиколување на уставната улога на пратениците за одобрување на кандидати. Што ако председателот се обиде да го распушти Конгресот, за да ја примени својата моќ да постави лица на функција додека Конгресот е распуштен? Тоа никогаш не се случило, но ако сака нешто да направи, единствениот начин на кој би можел да го присили Конгресот да оди на одмор. Но тоа ќе заврши на суд. Републикански сенатори веќе се спротивставуваат. Тоа е цела друга тема. Очигледно мислам дека не треба да ги заобиколуваме одговорностите на Сенатот. Американските председатели на двете партии донесоа одлука за распуштање на Конгресот, но Врховниот суд ја ограничи таа смоќ за време на мандатот на председателот Барак Обама.